Во претходниот пример видовме како се внесуваат услуги, извршени услуги кај пациентот. Сега ќе видиме како може да вметнеме соодветна друга услуга во истиот амбулантен дневник на пациентот. Одиме во примарна работа, го наоѓаме пациентот по картон број, одиме на стоматолошки третман и сега она што го гледаме е неговата тековна состојба. На 9.4. има извршено 2 услуги. Ние сме заборавили да внесеме уште една услуга во истиот тој амбулантен дневник. Бројот на амбулантен дневник е 0137. Бројот на тековниот дневник е 139. Го менуваме овде во 137. Одиме десно копче, врз соодветното запче, ја изнаоѓаме соодветната услуга, ги пополнуваме соодветните податоци и вршиме F10 запишување. Со притискање на воред, оваа услуга, како што гледате овде, се уште не е доделено во кој амбулантен дневник ќе влезе, со запишување на воред, таа автоматски се доделува во соодветниот амбулантен дневник што го напишавме овде горе. Ако сакаме општо да промениме соодветна услуга, некој параметар на некоја услуга, еве да кажеме во имплантација сме сгрешиле нешто, одиме на промена, го бираме прво пациентот, на промена, менуваме, запишуваме воред.